Мрежата за рурален развој на Република Македонија во рамките на проектот на Американската агенција USAID Адаптација на земјоделството кон климатските промени, денес во Берово одржа работилница во која беше презентирана подготовка на пристапот преку лидер методот за средства од новата ИПАРД програма за рурален развој на општините од источниот плански регион. Целта на проектот е јакнење на сите капацитети на заинтересираните страни во општините Берово, Пехчево, Делчево и Македонска Каменица, како и формирање локални акциони групи, така наречени лагови, и стратешки документ по однос на лидер пристапот, кој ќе ги опфати сите потреби на луѓето кои што живеат во овие рурални средини. Целта е пред се јакнење на капацитетите на сите заинтересирани страни во овој регион по однос на лидер пристапот. Како методологија и како мерка која што допрва треба да стане дел од ИПАРД програмата ИПАРД 2. Преку овој сет на работилници целта е да се, што кажав, развијат капацитетите на заинтересираните страни кои што доаѓаат од трите сектори, од граѓанскиот сектор, од деловниот сектор и јавниот сектор, и да се формира еден нов правен субјект, така наречена локална акцијска група, која што во иднина ќе ја спроведува стратегијата која што преку овие работилници, значи преку тоа јакнење на капацитети, една од целите ќе биде и да се направи еден стратешки документ, и тоа на територија на 4 општини. Тоа се општините Берово, Делчево, Пехчево и Македонска Каменица. Значи на таа територија која што стратегија ќе ги опфати сите оние потреби на овие заинтересирани страни, пред се луѓето кои што живеат во тие рурални средини. Лидер пристапот допрва ќе влезе во Македонија, а подготовките кои што ќе се вршат во циклус од 6 работилници во овој регион со представници од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор од општините, ќе допринесе формирање на локална акциона група во која ќе се дефинираат клучните развојни правци на кои ќе се движи територијата, истакна Звонко Наумовски, надворешен консултант на мрежата. Оваа мерка има за цел да ги мобилизира локалните ресурси на ниво на одредена рурална подрачја и да ги стави и да ги изгради синергија и соработка и партнерство помеѓу нив, за да дефинираат заеднички решенија со кои ќе се подобри квалитетот на живење на луѓето од руралната средина. Во Македонија тој треба да влезе во рамки на новата ИПА програма, во делот на ИПАРД програмата за програмскиот период 2014-2020 година, и во тек е подготовка на техничка документација за акредитирање на лидерот како официјална нова ИПАРД мерка. А ние ова што сега го правиме е всушност подготвување на оваа територија, за да може во моментите кога лидер ќе се официализира како ИПАРД мерка, да имаат побрз, поголеми сознања за пристап до средствата кои се предвидуваат за таа мерка. Присуството на бизнис секторот, членови од општината и невладините организации ја потврдија заинтересираноста за работилницата со своји предлози и идеи за полесно информирање и решавање на постоечките проблеми. Прво сакам да ја поздравам иницијативата за едновакво собирање на наступа страниците, на граѓанскиот сектор, на администрацијата, како една можност да се запознаеме, да разбереме зашто станува збор при формирање на вакви екипи и да почнеме реално да функционираме како една специфична група од овој регион и да ги детектираме нашите проблеми, нашите можности, нашите барања и начините на кои можеме заедно да функционираме и да допринесеме во развојот на сопствениот развој и развојот на регионот. Проблемите се пред се во финансиската поддршка и на земјоделскиот сектор и на бизнис секторот. Може би треба да се има малку поспецифични мерки за рурални региони кои би помогнале со поевтини кредити, кои би помогнале со побрзо реализирање на ИПАРД програмата. Проблеми со работна рака, со обучена работна рака, затоа што знаете, миграцијата од овие региони е сериозна, како кон главниот град, така и во странство.
Лидер е мерка за социоекономски развој на рурални подрачја, која е дел од заедничката европска политика на земјоделството и руралниот развој. Од 2007 година е официјална и задолжителна мерка за сите земји членки на Европската унија и сите земји кои имаат кандидатски статус, а целта е да ги мобилизира локалните ресурси на одредено рурално подрачје и дефинира заеднички решенија со кои ќе се подобри квалитетот на живеење на луѓето од руралната средина.